Околу 460 првачиња од Штип во 5 основни училишта за прв пат седнаа во училишните клупи. Јас ќе одам прво одделение. Ќе работиме со пластелинки, цртаме, како сме били на одмор, ќе цртаме. Ќе одам прво одделение. Ќе учиме, ќе цртаме, ќе боеме. Ја ќе одам прво одделение. Ќе цртаме, ќе боеме и ќе учиме. Подеднакво возбудени како првачињата беа и нивните родители, особено оние кои дете на училиште праќаат прв пат. Прв прваче и прекрасно. Среќен ден за децата се наубаво да учат, да донесат петки. Освен родителите, спремни за новата генерација првачиња се и наставниците, кои денес ја имаа првата средба со новите ученици. Со денешниот свечен прием на првачињата започнува учебната година. Имаме доволен број првачиња. Секој ученик, наставниците ќе го израдуваат со одреден поклон, а исто така подароци ќе има и од општината. Со ова мислам дека учебната година може да почне. На добра и успешна учебна година се надеваат и директорите. Ова учебна година ќе започнеме со нови 167 ученика. Значи имаме добра бројка на ученици и еве јавним посакувам среќен почеток во учебната 2016-2017 година. Училиште е подготвено, училниците се спремни, мислам, така да се е подготвено и се е во најдобар ред. Тие се нашата гордост, тие се нашата иднина. Ова учебна година во нашето училиште за прв пат ќе седнат 80 ученици, распоредени во 4 паралелки, инаку училиштето подготвено ја чека новата учебна година. Денес е ден за убави желби, а веќе од утре следува она потешкото со очување на желбите со трудот. Едно е сигурно, додека тие да станат реалност, треба да се вложи многу труд, внимание и љубов. Но не е на одмет и помош од Бога, па во повеќе црковни храмови се одржа молебден за успешен старт на учебната година. Традиционално, како нели и претходните години, така и ова дворот при храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорги Вокочни беше полн со ученици кои што нели традиционално дојдоа и просија благослов од Бога и од неговата пресвета и пречиста мајка нели Богородица Дева за успешен почеток на новата учебна година. Молебденот за штипските ученици ќе се одржи утре со почеток од 18 часот во соборниот храм Свети Никола.